Далечната 1936 година на автомобилската сцена се појави Кадет. Тој успешен модел прерасна во средината на 90-тите години во Астра. А денеска ја имаме рестилизираната Opel Astra, модел кој успеа да остане вистински Opel. И на почетокот веднаш ќе се прашате што е ново кај рестилизираната Astra. Пред се тоа е предницата. Наречена визор, прв пат Opel во C-сегментот, воопшто на светскиот пазар, има лансирано илуминиран знак на предницата. Не на задниот дел, туку на предницата. Но компасот на Opel исто така се протега и по средината на хаубата. Она што е интересно е дека има и нови Intelax светла. Тие светла имаат дури 50.000 келии. Тие се задолжени секогаш ноќта да ја претвораат во ден. Но пред да видиме како и што е направено на задниот дел, не сме да пропуштиме еден факт, а тоа е дека Opel го исфрли хромот. Многу производители на маската на предниот дел става хромирани лајсни, но сега Opel го менува хромот со светла. Зошто? Не само поради естетика, туку Opel во својата производство сака да употребува што помалку материјали кои ја загадуваат човековата околина во нивното производство. Сега одиме на задниот дел. Што се однесува до пропорциите на каросеријата, подвозието, се е задржано во изворната форма. Но што се однесува до дизајнот, овој заден дел сега многу потсетува на Кадет од 80-тите години на минатиот век. На задниот дел впечатливи се новите LED светла кои ја задржаа формата, но сега се многу попрепознатливи. Интересно е што Opel не го илуминира, односно осветли и задниот знак, а во корист на аеродинамиката. Сега целиот заден дел има спойлер во кого е интегрирано третото стоп светло кое е вертикално. Внатрешноста остана иста, но сега има неколку нови ергономски решенија кои се чувствуваат во самото исползување на Astra. Пред се, подобрена е графиката на двата предни 10-инчни монитори. Тие се сега убаво интегрирани и кога ќе се стартува автомобилот, тие имаат убава и разиграна интегрирана графика. Она што треба да се пофали е дека се задржани физички копчиња, не само за климатизацијата, туку можете многу лесно да влезете во самите менија на борд компјутерот и на инструмент таблата. Opel подолго години се залага за здраво седење во своите автомобили. Седиштата AGR, кои значат акција за здрава кичма, се сега подобрени. Оваа длабнатина што ја гледате на седалката и на потпирачот во голема мерка помага за релаксирање на долниот дел на кичмениот столб. Тоа е така кажано, но во возењето ќе го почувствуваме тоа, дали е така или не. Во внатрешноста задржана е скулптуралната форма, но по прашање на екологијата мора да се напомене дека целата внатрешност, сите пластики во Astra се изработени од 100% рециклиран материјал. Но не е се во изгледот, туку има и некои зачини кои се скриени од погледите, а тие веднаш се препознаваат во рестилизираната Astra. Низиното потпирање, тоа е број 1, кое е наместено
односно сетирано да пружи едно ново задоволство. Иако благиот хибрид има само 145 коња, тој многу добро се однесува во сите сценарија на употребување. Впрочем, ние го имавме истиот хибриден систем во тестот на новата Фронтера, каде се покажа доста добро. Овде во Хрватска на кривулести патишта овој систем овозможува исто така линеарни забрзувања, не очекувајте чуда од него на угорнини, но и нема никако да ве разочара. Она што се забележува во самото возење е извонредно повисокото ниво на звучна изолација. Опел се потруди Астра да ја доведе на едно повисоко ниво кога станува збор за звучната изолација. Во сите стаклени површини, дали се тоа предни, задни или странични, има еден слој кој придонесува на зголемената звучна изолација, па веројатно и вие чувствувате колку е тивко во кабината, како да сте изолирани од средината. Но за возачите е важно и патниците да бидат изолирани од надворешноста што се однесува до шумовите, но за возачот е многу важно да биде инволвиран со околината. Добро калибрираниот управувач во содейство со подпирањето секогаш ви овозможува да знаете до каде сте. Без оглед дали се работи за градска средина, за кривулести патишта или пак за возење на автопат. И кога ќе ја испровоцирате во свиоци Астрата, останува и да се однесува многу зрело, многу, можам да кажам, и надмено, затоа што каросеријата, подпирањето и управувањето работат одлично. Импресиите кои го добивате со влегувањето во внатрешноста на Астра се повторуваат и потврдуваат во возењето. Да не заборавам да го пренесам и впечатокот кој го добив за седиштата. Опел го нагласува централниот канал на наслонот на седиштата кој има уште подобрена функција на самото седиште за прифаќање на работниот столб. Тоа се потврдува и во возењето, особено во регијата на кичмата. Сега АГР седиштата кои беа за пример во својата класа, па дури и други производители во рамките на групацијата Stellantis ги имаат прифатено, се донесени на едно повисоко ниво. Кај нас најинтересна ќе биде изведбата токму оваа што ја возиме. Мултиенергетската платформа на Stellantis овозможува многу погони. Основата е благиот хибрид со 145 коња, за чиј волан се наоѓам сега. Имате и изведба со плагин хибрид, но и електрична. И за љубителите на дизелот важна вест. Астра ќе се нуди со 1,5 литрениот турбодизел од 130 коњски сили. И нема да ми верувате, оваа изведба ќе биде и најевтина во палетата на Астра. Но, да се вратиме на хибридната изведба. Таа чини 27.500 евра, но во почетното ниво Edition. Јас сум задуправувачот на најопремената верзија, наречена Ultimate, и за неа вреди да се брцне подлабоко во џебот. Но тоа нека не ве плаши. Погледнете ја пресметката на Sparkasse Leasing и ќе видите дека, иако ја надминува сумата од 32.000 евра, сепак останува достапна.
Јас поминав околу 250 километри за управувачот на обновената Астра, која, ќе повторам, е донесена на повисоко ниво. Имав шанса да седнам за управувачот и на плагин верзијата, која е и најсилна во гамата со 195 конски сили. Добра вест за љубителите на електричните возила е што новата електрична Астра со поголем домет за 50 км и со 58 киловатна батерија е поевтина од изведбата со приклучен хибрид. Повторно плюс за Opel. Астра со своето ревидирање останува да биде звезда на понудата на Opel. Можеби ова не е најпродаваниот модел на Opel, тоа е секако Corsa, но Астра покажува дека станува се поголема звезда. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Останете во добро расположение и здравје до следната епизода за 7 дена. До гледање.